Има ли нешто што сакаш луѓето да го знаат за тебе, но сепак не си го кажал некогаш? Па доста од стварите ги кажав сега. Да, Иван, давај уште видеа, вакви како ова видео и сега како тоа видео не ќе веќе да правам, ама сум ги правил само затоа што сум добивал од тоа повеќе лајкови да речем. И сега тоа биле некои работи кои што не сум сакал да ги правам, а сепак сум ги правил, ама морало да ги правам за да ја дотуркам до крај таа мизерија, за да се осетам дека веќе не можам и дека е доста. Во тие моменти кога осетив нели таа поголема публика, тој наплив, вистина е дека ме удри на его, што е сасвим очекувана работа за тоа. Си имав кажано уште пред тоа. Јас ако некогаш станам познат и когаш нема да дозволам егото мене да ме обземе, да ме порази, ама се деси и тоа. Ми се полни душата, кога ќе ми дојдат сега. Има од Иван со тебе израснав и благодарам што ми го направи детството, до Иван ти ми го спаси животот. Ме излечи од депресија. Као добро, како? Не како ти излечи? Па таа, како се осеќав депресивно, само ќе ги пуштев твоите видеа и твоите песни и само боле ќе ми станеш. 3-4 години може да живеев со тоа, дури се идеше нагорна линија егото, не ми стагнираше као аха, сега имам его, сега немам его, сега имам, сега немам, као дури растеше тоа его. Верувам дека и тоа што сум го добил како во форма на некое его во одреден период од животот, дека стварно ми бил мој пат кој што сум морал да го изодам. Со Кике што го имате направено Love Making Sense? Love makes sense. Добро. Епа, пријатели, добродојавте во четвртата епизода на Фенеркаст. Денеска гостин ни е Иван Ајнштајн. Он е човек кој е инфлуенсер, и че не го сака овој збор, YouTube креатор и музичар. Практично е човек што пораснал на интернет. Во тоа својство ќе видиме и денеска како е да пораснеш на интернет, како е да созрееш додека си цело време на интернет, како е да бидеш ранлив долго време. Ќе видиме работи за неговото детство, а и како социјалните медиуми влијаат на креаторите и на конзумерите на таа содржина. Така да, ајде да почнеме. Епа, Иван, добре дојде на овој канал и на овој Фенеркаст. Мило ми е што си ме мој гостин. Фала на покана. Ајде да почнеме од некаде, може да почнеме од почеток. Може би од името. Не го даваме, ама името некаде. Не го даваме името. Иван Ајнштајн, од каде Ајнштајн на димакот? Ова е од секогаш било прашање. Од секогаш било, ама еве пошто ти ме прашуваш, тебе ќе ти го одговорам. Тоа е едно име кое што го добив уште у основно, по пат на... Нема да го наречам булинг, пошто виеше ми е тоа како малце искористен, преискористен збор и некако се фрла така од рукав као све ли е булинг. Као беше со некоја таква намера, како ете, за фрканција, ама мене, толку ми се врежа за мене, што јас си го прифатив. Као, на други што им беа такви, као не ги прифаќаа толку, јас си го прифатив тоа име, толку си го прифатив што стварно ми стана дел од идентитетот, не толку како Алберт Ајнштајн, како да се поистоветувам со него, него општо тој филозофски мајндсет кој што ми се изгради со текот на годините, целата лудост у мене што се пробуди низ текот на годините и се што цела радозналост, би рекол. Сега не знам премногу за Ајнштајн, пошто тие цитатите што ги пишува она со слика, најчесто не ги кажал Ајнштајн, тоа е лага, голема лага е. Така што неам премногу учено за човекот, за Алберт, али ете, некако тоа Ајнштајн дава некоја таква филозофска насока, да речем, така што ете, ова вака го немам одговорено прашање, и фала ти што ме праша. Баш ми е мило, дури мислам дека постоеше некоја таква поговорка дека кога ќе си го прифатиш тоа што сакаат луѓето да смеваат, веќе немаат моќ тоа да го направат, и ова е прејака приказна околу тоа. Да. Кажи ми, како почна со создавање содржина на интернет, кога ти беше тој почеток, зошто почна, да почнеме од почеток? Баш од почетоците. Па уште пред да правам содржина за интернет, јас си правев содржина за себе. Значи, си имам правено PowerPoint презентации. Као дете, имам пишувано текстови као поеми, поезија имав доста пишувано, проза имав доста пишувано, значи ти зборам ептен као дете, као првата песна, као рап песна, ја напишав на 9 години. И беше пак некој склоп, нели, од нешто што сум слушал до тогаш, као нешто сав, врчак, Майкл Джексон, као нека таква комбинација. Така што си креирав само за себе, значи тоаш немав ни интернет, немав ни кабловска, као до толкова на бев
одсечен од светот, да речам. На интернет, некако кога почнав, што знам, првиот момент можда кога добив некаков интернет кој што може да користи за аплоуд, почнав да си ги објавувам тие некои содржини што као дете ми беа, нели, релативно детски, нормално, дете сум, ми беа детски, ама осетив дека сакам да бидам чуен, да биде чуено тоа што сакам да го кажам, у било каков формат да е, дали е некое уметничко дело, дали е некое само нешто обично, онака, како еве давам нешто од мене. Така што осетив некој таков повик, да речам, дека сакам да биде чуено тоа што имам да го кажам, и некако ми се провлекуваше и само така пораснав со сето тоа, да се изразувам јавно. Ја имав таа желба, го имав тој повик, и не знам кога беше сега, дали тачно години да ти кажувам, али интернет, кога добив така некој 3-14 години, така нешто, и имав така некој видеевца објавувано. Што беа тие првите содржини? То ми беа као скечеви, некои видеа, значи имав песни, правев песни, рап песни и скечеви. И тие ми беа, памтам имав нешто као, демек некој ме заебава на телефон, па се нервирам, имаше нешто, не знам, без везе работи, знаеш, као нешто што ми било интересно у тој момент. Само сум пробувал на некој креативен начин нешто да доловам, значи тогаш не беше ни се толку достапно ја да научам лесно како се прави тоа. Сум истражувал од се што сум имал веќе на компјутер, ќе најдам некој софтвер каде да јас сето тоа можам да го обработам, ќе биде на некаков начин кај што не сум нормално, не е никој професионален, ама така сум учел, зашто сум бил радознал, ќе сум отворил сам, ќе сум чепкал и од сето тоа чепкање ќе научам. И технички тоа ми донесе многу голем напредок општо во животот, таа радозналост. Баш бев онака радознало дете, као бев срамежливо, као немаше да ко преска тука што фатив да ти чепкам. Бев доста срамежлив, као не го правев тоа, фала Богу. Као мило ми е што не сум бил таква дете, али таа радозналост ми даде некој така кураж у мене да сакам, да се стремам да ги дознаам работите и да учам нови работи за се околу мене, пошто од секоја ситница околу нас учиме. Се ни е учител, секој човек, секој предмет. Свеќа во прв пат, нели ја видов како јака свеќа. Така што сега ќе дома и ќе барам како е направено, освен ако сакаш да ми кажеш, не знам. Така што да, тоа ми беа нели почетоците, така сум почнал да создавам некаква содржина на интернет. Сум сакал да ми биде чуен гласот. Тие први содржини кој ги гледаше, како реагираа луѓето на тоа? Верувам на почеток секако малце луѓе го гледале тоа. Баш после ќе те прашам која било моментот кога повеќе луѓе почнале да те гледаат, ама баш ме интересира што било на почеток. Па не знам сега, знаеш, не ми текнува колку луѓе тоа го гледале, баш онака гледаност, што од тоа што памтам за YouTube, претежно на YouTube ги ставав тие видеевца, пошто само тоа имаше како социјална мрежа за видеа. Значи имаше High Five, такви некои социјални мрежи, ама YouTube било од секојаш, значи од кога ја имам интернет, YouTube постоеше. И имаше доста views, као доста views ми имаа видеа, така околу 500 views ми имаа, нешто такво, као имаше некои песни ми стига до 1500-2000 views, што сум ги снимал, рачуна ја на онакви слушалки за 100 од Бит Пазар, такви, и со микрофонче тука. И сум отворил и тоа, значи ја не сум се ни знаел со други рапери, ни музичари, ни ништо, као немало некој да ми предложи, да ми каже, симни го овој софтвер, еве ти крак, еве ти, пошто така нели функционира во Македонија, никој ништо не купува. Као јас сам сум си нашол некаков софтвер што никој друг не го користи, као не знам од каде сум го нашол. И така, само нешто сум сакал да создадам, као таа некоја потреба за создавање, за креација ми била првична. Кој беше моментот кога веќе луѓе повеќе те гледа, повеќе те дознаа и
свати ја бе, познат сум и гледаат луѓето, тој психолошки момент. Па, види, прв пат се осетив доста познат, да речам, уште кога по-редовно правевме музика со мојот прв и единствен рап група, Скопје Кру, СКЦ, со тоа што доста во подем бевме, значи тој период. Колку години си имал беше? Од 15 до кај 20 и нешто, една, две, така, имаше некај 6 години кај што Ептен активно креиравме. Тоест, малце покасно ја се убацив у целата таа екипа, али, ете, да речам, на кај 17-18 години, тоаш прв пат осетив, знаеш, на настапи, па ти доаѓаат луѓе, ти ги пеат песните, се шуткаат тука на твои песни, така што не го имав тогаш осетено тоа его нешто јако да ме удри, затоа што пак тие луѓе кои што беа не беа во толку голем број и имав прилика јас да се запознам со сите луѓе кои што мене ми ја слушаа музиката, кои што ми ги читаат твитовите, пошто и таму, као најрандом направив Твитер, што не знаев што е Твитер, мислев нешто за заебанци, направив Твитер, таму стана познат, као без некој шеми да следам, као јас сега треба да го правам ова и ова за да станам познат, као само сум влегувал и само сум ги правел најприродно работите кои што ми доаѓале и имало секојаш следбеници. И сега додека биле во прифатлив број, ти викам, сум бил во можност да се запознам со сите нив лично, што и денес сакам тоа да го правам и гледам колку што можам да го правам секојаш тоа, само што знаеш кога стана кога удри таа една голема бројка, веќе не бев во можност да се запознавам со сите лично и да дознавам, да бидам толку меѓу луѓето. Тоа секад сум сакал да бидам меѓу луѓето, не сум бил никад као да мене внеси ме ти од бекстејдж за сега да им направам ја филм на овие дека јас сум звезда, као не, јас сакам да влезам од истата врата од кај што сите влагаат, да поминам низ истите ходници, да си направам муабет со секој колку што можам, знаеш, ама кога се премногу, стварно веќе само е физички неизводливо во светот во кој што живееме, физички неизводливо тоа да го направиш. И затоа било единствено нешто што сум можел да го дам мојот јавен настап, дали е јавен говор, дали е рапување, песна, некоја изведба, што и да е, било се што можам да го дам. И во тие моменти кога осетив таа поголема публика, тој наплив, вистина е дека ме удри на его, што е сасвим очекувана работа за секој што добива таков, би рекол, нагло наплив на публика. И тоа си имав кажано уште пред тоа. Јас ако некогаш станам познат, никогаш нема да дозволам егото мене да ме обземе, да ме порази, ама се деси и тоа. Стварно се деси. Као не можам да го кријам, не можам да го лажам тоа, пошто го осетив тоа, беа некои 3-4 години можда живеев со тоа, дури се идеше нагорна линија егото, не ми стагнираше као сега имам его, сега немам его, сега имам, сега немам, као дури растеше тоа его и почнав да го негувам во еден момент, да го негувам егото, додека не сватив колку ми е штетно. Значи тие Објасни ми како изгледа. Баш сакам да те прашам како, не можам да кажам како заврши, ама на долната фаза на тоа, ама како беше кога беше во средината на тоа? Кога беше као некој пик на егото? Значи како, прво од почетокот па до пикот и после од пикот па надоле. Од почетокот само ми беше драго. Значи имав најголемиот blow-up, најверојатно ми беше со една песна, Да ти врне, што беше така доста джоук песна, ама најверојатно се погоди на право место, право време, нешто дадено најавтентично од мене у моментот, пошто као мим песна да ја кажам, како it's a joke. Кај сврне е джоук, добар рап е, значи јас си рапувам, си го имам целиот скил на рапување, не е дека лошо рапувам намерно за да испаднам смешен или кловн или било што е така само као доста комична песна да речам и ми даде некоја популарност што знаеш
не бев најцелосно сигурен дали сум целосно тоа јас, затоа што не бев целосно тоа јас. Тоа е вистината. Не е дека представував некој друг човек кој што не сум, ама не бев само тоа. Бев и многу други работи кои што исто така сакав да бидам. И јас сакав да правам и сериозна музика, ама после тоа секоја сериозна музика што ќе ја направев не ми беше сериозно сваќана. Ми беше све така као на заебанција сваќана, да кажам. И исто и со видеа, као ќе правев по комични видеа, беа супер прифатени, ќе направев нешто посериозно. Не дека беше лошо прифаќано. Посериозно на тој аспект? Посериозно во смисла, ваков подкаст, да речеме. Заебанција е као по доста имав тенденција да бидам вулгарен и тоа беше као ме опишуваше доста во тој период од животот. Сум се инспирирал можда, не знам, од други вулгарни личности јавни. Сигурно имало влијание сето тоа. Сум се инспирирал у голема мера сигурно и од начинот на кој што сум бил воспитуван, пошто у моето домаќинство се пцуело многу. Као скроз сум онака израснат со многу вулгаризми у семејството, што ја као дете бев многу горд на тоа, као да, мајка ми и татко ми се многу лабави, зборат за мене отворено, како ми имаат праено, ми имаат раскажано, што најсериозно. Што дури на денешни години дознавам дека тоа е премногу за едно мало дете да го свари, за да разбере сериозноста на сето тоа и дека може да се сврти у многу поинаква насока и детето многу поинаку да го изрази сето тоа. Така што да се вратиме на content creation-от. Доста бев вулгарен у тој период и тоа ми даде голема популарност. Као беше некоја слика за мене остварив, што пак ја кажам, не беше единствената слика за мене, ама беше таа што ме опишуваше во најголема мера. И голем дел заради тоа многу ме сака и бев многу интересен, пошто ме гледа и доста деца и ми доаѓаа често родители, беа као Иван, немој да пцуеш на YouTube. И сега ја пошто си бев си застанам цврсто за мене. Текно, јас сум тоа, као зошто не пцуем? Па моето дете те гледа. Па нека не ме гледа. Па не може гледа YouTube, па викам има YouTube Kids. Викам YouTube for Kids, ако е дете, нека гледа YouTube Kids, ако е возрастен, нека гледа YouTube. И така некако си имав некои такви конфликти, ама сепак си останував свој. Запосем одредено време и јас да си пораснам и да сватам дека не сакам да е тоа нешто што мене ме опишува, за да се сменам, као не дека сега не сум вулгарен, сега можам да кажам ај пичку матер, као нешто така, ама нема да биде толку ексесивно, нема да биде, мислам, ни тогаш не било со некаква намера да навредам јас некој, никад немам навредено можда некогаш ако некој се пронашол, пошто никој не може да те навреди ако ти не си ја земеш сам навредата, никој не може нешто да ти каже дека си ако ти не го прифатиш тоа. Така што да се вратиме на кое прашање одговарам? Зборевме за егото, за моментот кога доле нагоре ти бил и после тоа од горе надолу. Така, врвот кога го достигнав, знаеш, беше во одредена мера его, почнав да не враќам на пораки доста, почнав да не ги ни отварам пораките, in fact. Као не ми беше веќе, дали не сум сигурен веќе сега пробувам у моментов да рефлектнам на тоа. Во одредена мера не ми ли биле толку важни да ги отворам, затоа што веќе имам многу поважни работи за праење, а од друга страна и не сум ни можел да постигнам да ги отворам сите пораки, што е исто така нормално. И знаеш, тие што сум бил во одредени друштва, да речам, кои што сум сфатил дека не ми одговарале, сум останал во тие друштва само затоа што сум имал добри спомени со нив. И сум бил као, па добро, окей, тие ми се луѓето. И можеби тие биле моменти кога сум почнал полека да се оттргам, затоа што сум нашол во животот работи кои што стварно ме интересираат и што стварно ми одговараат. Не знам пак дали е тоа нешто егоистично и дури и да не би кажал дека е стриктно негативно. Така што верувам дека и тоа што сум го добил како во форма на некое его во одреден период од животот, дека стварно ми бил мој пат кој што сум морал да го изодам,
била дури да било една била мизерија што сум морал да поминам низ неа за да можам после да се сталожам, да дознам кој сум, да се навратам на сите тие работи. Така што тоа бил пикот. Кој беше моментот кога ти си сватил дека е пикот? Дека моментот на созревање кај што чекај малце, нешто погрешно правам и треба да трнам во друга насока. Па, не сум сигурен дали било еден момент. Тоа е процес. Знаеш, ништо нема некоја еурека што ќе се деси, иако имам неколку пар така еуреки као да, вака е. Ама не било нешто као една конкретна работа која што мене ми го сменила целосно мајндсетот. Било процес на едноставно како што сум растел, се си доаѓало со годините, сум се осамосталувал, некои работи сум ги правел без да сакам да ги правам, а сум ги правел пошто сум мислел дека треба. И кога премногу сум се предозирал со тие работи, као ако сум правел цело време само видеа, да речеме, за да задоволам нечии потреби, некоја публика која што да, Иван, давај уште видеа, вакви како ова видео, и сега како тоа видео неќам веќе да правам, ама сум ги правел само затоа што сум добивал од тоа повеќе лајкови, да речеме. И сега тоа биле некои работи кои што не сум сакал да ги правам, а сепак сум ги правел, ама морало да ги правам за да ја дотуркам до крај таа мизерија, за да се осетам дека веќе не можам и дека е доста. И на тој некој начин и прекинав толку да ексесивно да снимам, ексесивно да објавувам, затоа што сватив дека нема поента, пошто не сакам па некој мене да ме гледа цело време, да го троши на мене цела енергија, да ја троши за нешто што јас само го правам. И сум морало да помине низ тоа, за јас да прекинам, да се сталожам, да видам што навистина сакам со животот и да почнам со повеќе работа на себе. Еден момент кој што го памтам на така, кога се сменив доста, знаеш, ја сум бил атеист голем дел од мојот живот и во моментот кога почнав почна ми се ствара некоја верба кон Бог, беше најобичен момент кога јас бев сам дома и само си правев работи кои што први ќе ми дојдеа. Аха, сега ќе пуштам машина за перење. Видам ќе пуштам. Аха, сега ќе му сеам на тој човек. Видам му сеавам. Сега ќе си седнам на прозор, И така само почнав да ги правам тие работи кои што први душата ми ги бараше, затоа што бев заглавен во една ствар кај што ќе ми побара нешто душата да направи, некоја таква најобична домаќинска работа или најобична работа. И јас сум ја избегнувал само затоа што имало нешто поинтересно да правам во моментот. Као, па чекај, можам да отворам Инстаграм, така топ е ентертејнмент, кај ќе гледам филм, топ ентертејнмент, ќе гејмам нешто, ентертејнмент. Као целото внимание да ми го одвлекува, додека вниманието можам јас да го насочам каде сакам и технички се да ми биде толку интересно. И некако во тој момент сфатив дека стварно Господ таму се крие, као во најобичните работи, и дека се што е прекумерно, дека секоја содржина која што прекумерно јас ја консумирам, која што ми е само ја дава светот, дека не ми влијае добро. И можеби ете од тој момент така осетив некој голем шифт и баш памтам, значи ја доаѓам од фамилија кај што православен христијанин, баба ми беше многу голем верник, Вера се вика. И ме има учено така на православие, значи идење во црква со сите адети. Значи што беше доста кул, значи environment, не беше нешто како голем притисок, Иван ти мора секоја недела да се црташ у црква, некои такви ствари или за празници или било што. Ама беше човекот кој што го држеше, да речам, христијанството во нашиот дом. И ја на некој начин, затоа што бев роден во таа фамилија, воспитуван во таа фамилија, бев автоматски православен христијанин. Ама затоа што уште од дете сум голем филозоф и сакав да ги преанализирам сите работи кои што ми се само така дадени, као ти треба да веруваш во ова, ти треба вака да се понеш, се што ќе ми беше дајано као
нешто дека треба да го правам, јас пробував да му најдам причина зошто е тоа така. И како растев, почнав да се распрашувам као зошто ова така, и почнав да не добивам одговори што ме задоволуваат, затоа што верата не е нешто што може толку да се објасни. Као да, религијата може да е, ама верата као вера не е нешто што може толку да се објасни. И на тој начин само се откажав од сето тоа и си реков као окей, дечки, јас сум сега голем, јас сум атеист. И кога ти викам овој момент кога ми се деси, кога само почувствував нешто у мене, баба ми тоа уште беше жива и се јавив одма, бабо, може ли да дојдам? И отидов и кажав, бабо, вака и вака, ја осетив. Дај ми ја Библијата сега. Имав па ствари што не ми беа јасни, ама сватив дека тоа се пак одредени метафори кои што на нас ни се предадени за да живееме и да станеме подобри луѓе во светот, као да се огледаме ако Исус е, да речеме, тој Бог, да станеме повеќе како него. Тоа би не направило, да речеме, повеќе добри луѓе, затоа што е како некоја икона на најболјиот човек, биди таков, на некој таков начин. Така што тоа ми било моментот кога сум осетил дека можеби егото повеќе ми владеува и дека на некој начин кога ќе имам верба во нешто, дека нешто стварно имам некој повик да направам нешто, ако тој повик е да пуштам машина за перење, дека само направи го тоа, ако не пробувај само да избегаш, пошто колку повеќе ги тие алишта, да го земам само како пример, ама тие алишта што ќе останат за перење, пак некад ќе треба да ги исперам. Ако сега сум осетил, зашто не го направам сега кога сум го осетил, туку да го оставам за кога нема да го осеќам. Така што некако така го доживувам Господ, дека само ни дава точни насоки што да правиме у било кој момент. И тука некаде, да речам, почна таа надолна линија од тој пик. Почнав да си разговарам многу повеќе со себе, по пат на себе рефлексија. Почнав со journaling многу. Тоа ми отвори доста скриени работи кои што не сум бил свесен дека се кријат у мене, затоа што е некако, да речам, искрен муавет со сам себе. Journaling, као нешто што знам дека само јас ќе си го прочитам, дека јас ќе си го напишам, јас ќе си го прочитам, дека може и нема да си го прочитам, али не е ни важно, битно сум го изборел на таков еден начин кај што знам дека е полека и свесно. И сега имам неколку начини, нели, можам и да пуштам камера, да се зборам сам со себе, можам да си пуштам рекординг да се зборам сам со себе, може ништо да не пуштам и само да се зборам сам со себе пред огледало или било каде. Journaling ми било некој начин каде што ми е на најбавен, најсталожен начин да можам да си ги фатам мислите, да ми продолжи една мисла, пошто дури и сега кога зборувам, сега ме прашуваш за една работа и сега ќе зборам, ама ќе заминам на некоја друга, трета и пак доаѓам многу брзо на некој начин. А кога сум пишувал, ми било секогаш окей, тука сведено и нема кај да бега. Го гледам, го пишувам и таа е мислата. И одиме по таа мисла. Така што, ова на кратко ми само го сакаш ќе зборам повеќе за ова, пошто ми беше доста битна работа. За journaling сакав да те прашам кои ефекти имало на тебе, повеќе да кажеш околу тоа, пошто знам дека доста луѓе чуле за тоа, мисла дека е добра работа, не почнале, а добивам впечаток дека обожаваш. Обожавам. Дека страстно тоа го правиш. Така да баш сакам повеќе да кажеш околу тоа, кои биле ефектите на тебе, како го правиш тоа? И вајде ќе почнеме од таму, па ќе видиме понатаму. Идејата ми дојде од Кике, затоа што она прва почна со тоа. Така си беше во еден период кај што и она така се осети доста безизлезно и кога почна со тоа и кога видов дека и помага и бев као, ајде, и ја ќе го пробам срањево. И си земав најобично тетрадче и не ми беше уопште мерак да го правам тоа, искрено ќе ти кажам, значи не ми беше мерак, ама осеќав потреба да го правам. Пошто знаев дека веќе бев во тој момент на животот кај што сфатив дека не сите работи до кои што брзо ќе дојдам, дека се добри. Знаеш, тоа што брзо доаѓа,
не трае долго, тоа што бавно доаѓа, трае долго. И некако на тој начин реков као, окей, ајде ќе... Можеш примери да ми кажеш за ова од твојот живот, кои се работи што брзо доаѓале, а не биле окей, а кои се работи кои споро доаѓале, ама... Journaling. Едноставно побавните работи. Секојаш тие што се побавни. Значи, ако... Еве, во мојот живот, сега не знам, ќе дојдеме до примери, еве, не знам, медитација и било што, ќе ги опфатам сите, али, еве, конкретно journalingот ми беше една од тие ствари. Значи, имав на почеток, за да некако се натерам да го правам тоа, пошто ти викам, не ми беше мерак, ама ми беше, сакав да сркнам од тој мет, сакав да црпнам од таму. Ради тоа што Кики ја виде како го прави тоа? Видов дека има добри бенефити од тоа и она не ми го нешто многу промовираше, ми го имаше спомнато и стварно ме заинтересира. Значи, имав и една другарка исто ми го спомна како дека ја го правам ова од дете. Топ, ајде, let's do it. И за да се натерам, како стварно бев руки, немав поема што правам. Најобично тетрадче и пишував најобични работи што ми се дешавале у текот на денот, значи ја не знаев. И ден денес сега луѓе, пошто никад немам никакво видео снимено за ова, го немам никаде објаснето, а го практикувам многу и не знам зашто го немам снимено видео, некако делува како да го гейткипам, како не може, не ви кажувам сега тактиките. Вистината е дека вајде само не ми дошло некако јавно да го споделам. Можеби сум имал знам зошто не сум го споделил јавно, пошто доста сум се менувал во текот на ми се менувале навиките на journaling во целиот тек додека сум го правил тоа и сега ако сега нешто споделам, чекај, сега нешто друго ќе сакам да кажам, па после нешто друго сум сакал да кажам и некако никад не сум го свел на едно. Меѓутоа стално кога ми се обраќале лично, секогаш сум им кажувал како пошто ме барале, дај ми некои совети како да почнам journaling. Сега официјално вака ексклузивно на Фенеркаст. Вистина. Да, сорно сподели ако почнав, ти викам најрандом глупости да пишувам, дали што ми се десило у денот или само некоја не беше ни доста вег беа стварите, не беше ни као драг дневнику. Денеска бев на Фенеркаст, изборавме со Петар како се journal, значи не ми беа ни такви. Дури имав некој страф на почетокот као чекај малце, ова као се осеќав како некој да ќе го чита. Така што требаше да поминам низ тоа. И првиот совет што сега го давам на луѓе што сакаат да почнат со journaling е да знаеш дека никој тоа нема да го чита. And make sure дека никој тоа нема да го чита. Као ако треба земи ја најгадната тетрадка, не знам, стварно пробај да ја скриеш. Пробај да им објасниш, ако живееш со некој, објасни им дека тоа е стварно твоја ствар и на крај крајава ти останува да веруваш дека никој нема да го чита, а дури да го прочита крај крајава, знаеш, шо дека сите ќе го заборават. Дали утре, за 3 дена, за 300 години 100%. 100% никој нема да го памти тоа за 300 години. И на крај крајава можеш да го фрлиш тоа. Можеш да го фрлиш, запалиш, точно. Буквално е тоа сум го правил, зашто не сегам ни ја да го чувам нештото што ќе напишам во одреден момент. Така, to let go of stuff. Тоа е добра пракса на letting go. Како изгледа сега тоа? Како технички изгледало кога си почнал, како сега изгледа кога... И да му најдеме убав македонски збор на journaling. Водење дневник е правилниот. Дневникување. Има и таков, да, имаш. Сум среќавал луѓе што имаат курсеви, така се окрстуваат дневникување. Тоа е зборот. Мене лично не ми се допаѓа многу затоа што некако едно е дневник, друго е journal. Знаеш, едно е diary, друго е journal. Као има два различни термини на англиски и имаат разлика. И не мора заради тоа го користам дневно да пишуваш за да Да, дневник. А имам и таков. Ама еве, како тоа денес изгледа. Значи на почетокот најобични работи пишував, ама битното ми беше да пишувам секој ден. Значи тоа ми беше за да ја стекнам таа навика да ја стекнам, да јас пишувам,
морав да го правам тоа секој ден. Значи ми се дешавало онаке легнам у кревет и нема шанси, значи јас да пропуштам ден без да запишам, значи сум спил и сум пишувал, си гледам отпосле со бајлето, си гледам значи шкртаници, тоа не можеш ни да го познаеш, ама битно ми било дека навиката ми е запазена, дека не сум промашил ден. Кога помина месец, 2, 3, така добри некои 3 месеци мислам дека поминаа кај што секој ден журналот, веќе ми стана навика, веќе престана да ми биде тешко и веќе почна да ми станува потреба јас да го правам тоа. Кога видов, веќе почнав да ги осеќам тие бенефити од тој разговор со сам себе. Дека не е за џабе веќе, дека имам што да си кажам на сам себе. Пошто претежно ќе разговараш со некој, ама не секогаш има, другиот не знае секогаш ти точно како се осеќаш. Првично, ти нема можеби искрено да му кажеш како се осеќаш. И затоа тој разговор со себе, во која било и да е форма, дали е стварно пишување само, може и да е цртање, некој знае подобро да се изрази додека црта, некој пишува, некој може поезија ќе напише, некој може ќе прави оригами. Така што сето тоа за мене би било journaling. Денес си го користам само кога сакам да си направам муабет сам со себе, кога сакам на нешто подлабоко да рефлектирам и дури да се тие наједноставни дешавки, као сум бил на Фенеркаст, стварно да си рефлектнам на тоа, као еве, сум седнал тука, сега дали сум гледал директно у камерата, можеби ќе ми дојде тоа на мене дома и ќе си викам, еј, чекај, зошто гледав у камерата? Некои обични детали можеби ги опфатам што никад не би ги опфатил у некој друг муабет со некој друг, ама ќе имаат некакво значење, као не е overthinking, туку тој overthinking да се избрише на некој начин, као се што овертинкам, кој ќе оставам на хартија, веќе има смисла, тоест веќе нема смисла зашто сум го овертинкал воопшто некојаш. Денес ти викам да, само по некојаш кој ќе осетам потреба, али си имам и доста други дневници, као си имам таков еден daily logger, као logs у текот на денот што сум правил, за да си го запишам на некој начин секој ден, така што не може никој да ми излаже. Као тој ден тогаш правевме, не правевме, сега ќе ти кажам. Што ми е најверојатно доста од дедо ми останато. Он така доста знаеше да си ги запишува стварите. Сега не до толку психотично како мене, сега пие вода. Петар ми стави роса вода. Имам тоа и имам еден habit tracker, као навики кои што ми се дневни, што сакам да си ги обавам. И дури да не сакам да си ги обавам, само едноставно ми е како logs, си ги маркирам као color coded, ми се, дали сум се истуширал дента со топла вода, со ладна вода, дали сум пиел кафе. Кажи ми околу тие навики, кои се работи што сакаш да ги стекнеш и навики што си ги имаш веројатно за твој личен развој? Се менуваат, секад се менуваат, меѓутоа во моментов да, кој во моментов имам навика секоја сабајле да пукам ладен туш, 2 минути барем, неам када да се дипнам, многу е боле када, која имам негде која ја кидам на некоја река, езеро, нешто така, е многу боле она цел кој ќе се потопам, но телото некако поише ми се приспособува на тоа, али да, ладен туш ми е почеток на денот, да си измијам лице, скинкер да си направам, изаби да си измијам са бајли навечер, тие што се нај-бейсик да речем ствари, да вежбам кундалини јога, ако не вежбам кундалини јога, може да некоја друга јога, или барем медитација. Као без медитација у текот на денот, само не е тоа, веќе, толку зависен сум од тоа. Што знам што друго, journaling не ми е тука, на времето, не знам, пред 2 години, ете, ми беше, сега веќе не ми е, значи кога осеќам дека немам потреба да ми биде некоја навика што мора да ја правам секојдневно, нема потреба да ја ставам таму. Имам пример една навика што ми е таму exercise, која што моментално у овие 4 месеци што поминаа од годинава ми е претежно сиво, као не сум ексерсајзал. Ете, некако тоа ми е најголем предизвик, да речам, као доста добро се справувам со сите останати ствари кои што си ги имам задаено, као добри навики, да речем, следење на добри навики, таа ми е некако климаво, пошто не ми е мерак и као
ако ја немам мотивацијата, само треба дисциплина да воведам, што ете, некогаш доаѓа, некогаш не, треба да си го најдам начинот пак, пошто не функционира за секој исто, као ако за некој функционира некој спартански метод, за некој нема да функционира, ако за некој функционира да се напиеш кафе за да добиеш таа енергија, за друг нема да функционира. Така што цело време само сакам да си пронајдам што е тоа што ќе функционира за мене, што сметам дека и секој би требало да си најде што функционира за него. Зборувам да функционира, ама да функционира на долгорочно да функционира, не само да функционира да те направи среќен у моментот, пошто дефинитивно тоа е тоа што ги разликува мотивацијата од дисциплината. И спомна јога и медитација дека си почнал, баш е сакав повеќе да те прашам околу тоа. Како стигна до тоа во животот? Пошто верувам дека ако си не си роден со тоа, нормално во одреден момент се појавило тоа во животот, си бил привлечен и кажи ми повеќе околу таа приказна. Не е многу авантуристичка приказната, затоа што буквално само седев, Киќе влезе у соба, Иван, ја ќе идам на кундалини јога, сакаш со мене? И ја, шо е тоа? Немам појма. Топ, сакам. Тоа беше тоа. И само отидовме вечерта на кундалини јога и толку ми беше као од прв час стварно се заљубив во тоа. Сега не можам да кажам дека толку се хукнав на највеќе, ама ми се свигаше. Као после неколку часови стварно се хукнав. Толку многу што отидов и по некоја работилница, као сакав дополнително знаење, као освен часовите што ми беа еднаш неделно, сакав да дознам повеќе врска со тоа. И почнав и сам повеќе да истражувам, сам да медитирам, да си давам сам своји предизвици, да не бидат као тоа што учителот ќе ми го дае, Иван ти прави го ова, само следи го ова, јас сум ти тренер, затоа што и учителот не е нешто, не е во форма на тренер. Значи, тренерот може да ти каже кои вежби да ги правиш. Учителот по јога е повеќе како еден канал низ кој што поминува тоа некое знаење, универзално знаење, само еден отворен канал, така што тоа е главната задача на учителот да биде отворен, да го држи тој простор и да ги каже вежбите што се напишани, што секој може да ги прочита од било каде. Како ти беше кога почна? Мислам, може не си бил привлечен од сам старт, но чим си почнал да го правиш тоа и си продолжил со тоа, си имал некои бенефити, да ќе ги наречам, нешто што ти си се пронашол во тоа. Што било тоа првично нешто што ти се допаднало околу тоа? Првично беше тоа што успеав да си отворам душата на многу повисок левел од тоа што сум успевал до тогаш. Значи беше стварно еден нареден чекор. Што значи да си отвориш душата? Што значи да си отвориш душата? Како да го кажам ово у зборови? Да. Едноставно се чувствува, повеќе се работи за чувства. Не е филозофија. Знаеш, тука е тој премин што највеќе ми се деси као од љубител на филозофијата во љубител на спиритуалноста, на духовноста. Така што знам, што значи да си отворен? Да шириш љубов. Тоа е тоа. Да знаеш како да пристапиш со љубов на работите и со прифаќање. Да знаеш да ги прифатиш сите работи кои што ти се случуваат, да не пробаш да смениш нешто, да не ги правиш работите, туку само да бидеш. Што и да се дешава, тоа е тоа. Така што тоа е. Да, баш од таа насока ќе ти помогнав со прашањето што самиот ти го поставив, а тоа е пред тој момент, ти што го нарече да се отвори душата, каков си бил, и како си бил пред тоа и после тоа, или каков ти изгледал животот пред и после тоа? Може би вака од попрактичен аспект, за да може би некој што не го искусил тоа да му се види убаво. Знаеш, не постои пред и после.
Тоа е како еден процес низ кој што Так. се уште одам. Јас лани завршив обука за кундалини йога учител, така што сега сум кундалини йога учител. Меѓутоа, јас повторно не сум, сега бев таму, после обуката сум сега тука и сега знам. Така, да. Јас повторно ништо не знам. Повторно јас константно го искусувам сето тоа. Мора да поминувам низ целото искуство. Пример, пред да држам јас одреден час на група од студенти, јас дали ден пред тоа ќе си ја извежбам таа крија, што е нели сет од вежби кои што се даваат за јас да поминам низ искуството првин јас, за после да знам како да осетам некако подобро како можам да го предадам сето тоа, да го давам, што не мора да значи, тоест не мора, туку најверојатно скоро никој од таму нема да го има истото искуство што сум го имал јас, затоа што не е некое знаење конкретно кое што се предава, тука секој сам си искусува, секој сам си поминува низ свое лично искуство и секој сам си има своја перцепција за што е тоа, секој сам си го доживува. Така што пред и после, да, има, мислам, целиот тој процес сепак ме однел до одредено место. Не сум истиот, апсолутно. Мислам, не дека пред тоа промените кои што ми се дешавале, претходните промени, сум бил ист, пошто цело време се менуваме. Мислам, тоа е во човечката природа и воопшто во природата на светот. Се да се менува, самиот свет се менува, сите дрва и ова што е мртва природа ќе скапе еден ден или ќе се поправи, ќе се избруса, ќе се излакира. Така што Убаво што го спомна и тоа дека си почнал со бабата и православие, баш многу луѓе во Македонија размислуваат дека јогата е против верата и такви некои работи, веројатно некој што ќе го гледа ова би го помислил истото. Што би кажал ти на таа тема? Апсолутно не е против верата, туку е баш про вера. За таа, знаеш, точно, многу мислат дека тоа е дека е така, како што кажа, дека оди против одредени вери. Не дека оди против верата, туку дека оди против одредени вери. Што е сосема голема лага, пошто е стварно, барем мојата, сега не можам да знам за другите йоги, мада се тука некаде мање више истите работи ги не можам да кажам ни промовираат, ни пропагираат, туку само е нешто што ти дозволува да си тој што си. Така што Господ не е дел од религија, туку е само се. И е се и е ништо. И е во се и е во ништо. Така што е на некој начин во секој од нас. Што нема името и Господ, Господ си ти, Господ сум јас, Господ е маса. Не сум го осетил од луѓе, баш еднаш се видов доста меѓу доста првите часови така кога идев на јога и искачам од студио и се гледам со едно другарче што стана поп. И баш ме праша, шо правиш? Викам, на јога бев. Шо? Кундалини јога. Што е работа? И полека дознав дека стварно не го поддржуваат. Не знам зашо е тоа така, мислам, не знам. Имам одредени претпоставки, ама имам тенденција да не правам претпоставки и да не ги ширам толку, затоа што може и да се грешни, не би сакал да бидам човек кој што напаѓа. Меѓутоа генерално би кажал дека јас како кундалини йога учител, дека кундалини йога ги поддржува сите вери, сите религии и едноставно му дозволува на секој да е тоа што е. Дека не оди против никој. Дури и не само против, да речеме као, нели, се бифаат тука различни вери, не само тоа, се бифаат и различни йоги. Као, сега не твојата йога е ваква, не мојата йога е болја, не твојата йога лошо промовира. Значи тоа се веќе све исполитизирани ствари. Као тоа се веќе кога ќе дојде, знаеш, некоја група на луѓе. Првин се формира една група на луѓе, после
ако стане поголема таа група на луѓе, може да се нарече секта, ако стане уште поголема, може да се нарече религија, и кога ќе почне да стане као некоја машина за правење пари, веќе почнуваат да не се сакаат луѓето меѓусебно и да пробуваат повеќе за свој интерес да си земат за себе. Јас не би сакал да отиде нештото во таа насока, и затоа гледам повеќе да си го правам за сам себе. Тоа што станав учител, апсолутно не ми е као некој бизнис, ја дека сакам нешто да насочам кундалини јогата, сето моje знаење и сите искуства во бизнис, туку повеќе ја осетив таа потреба да знам како да се отворам првично јас за самиот себе, за лично искуство повеќе, и сето тоа знаење, сето таа духовност и филозофија која што сум ја научил, да можам да ја предадам на некој друг кој што ќе сака да ја прими. Јас никогаш не сум терал никој као и да пробај го ова е многу јако. Значи, ако некој мене ме праша, јас ќе пробам да му опишам со зборови највеќе што можам какво било моето искуство, меѓутоа со звездичка секое искуство е различно. Али тоа што е генерално за секого е дека ако доволно си дозволиш да се препуштиш и да се отвориш, дека ќе промени нешто во тебе. Што таа промена некогаш може да биде, нели, и позитивно и негативна. Знаеш, не постои позитивно, негативно, не постои добро и лошо, може да биде страшно, може да биде пријатно искуство, може да, нели, предизвик, може да е убавина. Меѓутоа, тој што е спремен да ја прими, ќе му влијае добро, тој што нема да биде спремен да ја прими, нема да му влијае добро. И таа е главната причина зашто никогаш не сум кажувал дека не сум терал никогаш да прави кундалини јога, да вежба кундалини јога, пошто знам дека не е ствар која што може да биде isforsirana, мора секој да се одлучи за сам себе, пошто крај крајава и не е толку заебанција, да речам, пошто стварно е потентна. Мислам, пак ќе да кажам, зборам за кундалини јога, за другите не сум до толку упатен, сум пробал некои од другите јоги, меѓутоа стварите што кундалини јога ги има разбудено во мене, биле стварно, не знам, профаунд искуства. Може да го сумираш што е искуството што си го имал, што е најголемото искуство што си го имал во практикување на јога. Не е индивидуално, туку општо. Која е разлика во твојот живот си го имал? Покрај тоа што се отворила душата. Така. Тоа се зависи, знаеш, секоја крија, ти знаеш што е крија, преска кажав, тоа е сет од вежби. Значи, во понатамошниот разговор крија. Сет од вежби кои што се направени за да пробудат нешто во тебе, да речеме. Постојат значи се крафтнати, секоја крија е крафтната на одреден начин за да стимулира одредена работа у тебе. И сега, некоја може да направена најпросто, премногу просто се каже, наједноставно за секој да може да ги разбере, да прочита, крија за лечење на рани, крија за самодоверба, крија за просперитет, медитација, што и да е. Така што секој тој различен сет од вежби може различни работи да пробуди во тебе. Пак ќе кажам, повторно зависи од индивидуата, колку ќе се препушти, толку ќе успее да искуси. Што поточно е тоа искуство? Кажи ми во твојот случај. Во мојот случај, значи јас сум имал, како ти објаснам, јас сум имал трипови, брат. Тоа се трезни, чисти, најчисти трипови, кои што на почеток стварно може да те исплашат, меѓутоа стравот е, мислам, кажувам во второ лице кога да се обраќам, ама нека и на сам себе се обраќам во второ лице. Така што тоа ми биле на мене трипови кои што стварно ме исплашиле првично, меѓутоа тој страв сум бил свесен дека не е ништо страшно, тој страв не е страшен, пошто знам дека сум тука присутен у моментот. Значи седам у лотус, рецимо, или у било која друга положба,
знам дека сум присутен и дека сум на безбедно место, дали во мојот дом, дали во моето студио. Знам дека сум на безбедно место, дека никој ништо нема да ме повреди и дека се што се дешава е првично во мојот ум и дозволувам сите тие работи да надојдат во мојот ум. И колку и да се страшни, сваѓам дека тоа се ствари со кои што треба да се соочам. И дека треба на некој начин да ги надминам ако сакам да се стремам кон просперитет. Ако сакам ако се некои рани кои што сакам да ги излечам. И сега тие доаѓале во форма на мисли прво. Значи првин доаѓаат мисли, првин доаѓа ако е некоја тешка поза за држење, не знам, 11 минути, пола сат или не знам такви што вака делуваат на доста забегани временски рамки за одредена поза која што реално не е толку лесна за држење, да речеме, рацете да ги држам кренати пола сат, не е толку лесно, ама на почетокот осеќам дека ми трнат рацете, си осеќам физичката стимулација, што првин доаѓа во форма на болка. И кога тие мисли сите ќе дозволам, окей, добро, нека дојдат сите мисли, нека ме избедираат, нека ме однесат у курац, која ќе протечат низ мене, кој ќе ги дозволам да течат и на некој начин автоматски таа сета физичка болка престанува да биде проблем. И почнува телото да ми се навикнува во таа позиција и автоматски да седи. И некако, кога почнав, не знаев како да си ги објаснам тие работи кои што ми надоаѓаат. Не знаев зошто рацете прво ми трнат. Нормално е, мислам, ти снемува крвоток, што е само привремено. Пошто не може да ти направи долгорочни последици, затоа што само привремено снемуваш некој крвоток, што викам, па добро, окей, како тоа снемувам крвоток у првите 5 минути, а после до 15 минути ја рацете ги осеќам нормално. Пример, сега ја земав, нели, позава. Значи, сега, за 5 минути ќе почне да ми трне ракава и останатите 10 минути веќе не ми трне. Што сфаќам у тој момент дека умот мене ми кажува дека тоа мене ме боли, дека јас не можам, така што умот, не можам да кажам дека ни е непријател, апсолутно не ни е непријател умот, меѓутоа се поставува во една позиција на чувар, као на наш заштитник. И некојаш сака премногу да не заштити, кога ќе осети некој страв, сака да не заштити и ни забранува, не ни дозволува да поминеме на нареден чекор. Меѓутоа, таму е местото каде што се кријат тие длабоки работи кои што ги имаме потиснато во нас, многу често доаѓаат од детство, а не се ни секогаш од детство, некогаш тие трауми, ќе кажам трауми и тоа не сметам дека е некој многу брутален збор трауми, пошто дури и мали траумички да се ствари кои што влијаат на нас, на нашиот ум, ни го менуваат нашиот ум и кога умот ќе се соочи некогаш со одредена траума, понатаму гледа да не ги прави истите работи затоа што се плаши. Не исти, туку едноставно работи кои што само потсеќаат на таа траума. И не знам, ако сум се изгорел, ако се изгориш на млекото и на јогурт ќе дуваш, тај поговорка. Меѓутоа, со одреден, со некоја нежност која ќе му се пристапи на сето тоа, во таков еден safe environment, сваќаш дека не се толку страшни работите како што умот ти кажува и пробува да те заштити. Така што кога ќе успееме да го надминеме умот, кога ќе престане умот да не заштитува по секоја цена, успеваме да стигнеме до суптилното, до душата и да сфатиме дека не се толку страшни работите како што си ги имаме сами представено. Така што тоа што си има променето во мене, се ете некои работи кои што сум, не знам, сум се срамел да побарам помош, да речеме. Сум се срамел да пристапам за кога некој друг треба некоја работа да ми заврши,
Као сум рекол, не, јас ова сам ќе си го завршам, ако нека ми одземе 10 години ако треба од животот, нека ми одземе, не знам, енергија, сон, не мора да спијам, ама не, јас сам ова ќе си го завршам. И зашто сум го правил тоа? Само затоа што ми било непријатно да побарам помош. Или, например, сум имал одреден проблем со парите. Као не сум знаел да наплатам, не сум сакал да дадам пари, да платам, сум бил стиснат, што ми се травми уште од пред да се родам, на пренесени од генерација на генерација, кои што ден денес уште си ги пробувам да ги надминам тие некои нејасноти кои што се дешаваат у мене. Така што ето тоа, да речеме, сум го надминал. Некои сексуални закочувања, некои едноставно доста обични работи кои што делуваат на стварно добро бе, само направи го. Што вистина е само така, само направи го. Ама тие кочници кои што се создаваат кај секој од нас и кога не се објаснети, ние можеме само да ги направиме, ама ако не го пронајдеме коренот, после некое време повторно ќе се закочиме и повторно ќе почнат да се повторуваат истите шеми, што и кај мене се уште се дешава истото тоа, повторно да почнат истите шеми да се повторуваат, меѓутоа сега го знам хакот. И некојаш се што ми треба е стварно само да седнам, да ги измедитирам тие некои 11, 20, 30 минути и стварно сами се расчистуваат работите. Дури веќе не ни надоаѓаат тие мисли, ги неам тие некои трипови, вау, некои мандали да гледам јас, туку само сум присутен во моментот, ќе измедитирам и некако само се решаваат работите сами по себе. Зашо? Пошто знам дека тука е тоа Господ која ќе дојде. Иван, само седни, измедитирај, ми каже во моментот, и ако пробам ја да го прокрастинейтнам тоа, ама чекај сега, знаеш, треба сега ветив песна ќе пишувам. Шо песна бе, друже? Седни, измедитирај, 11 минути ти е работата, ако сега си го посакал, секогаш можеш да ги направиш сите работи. И кога сватив колку стварно мал дел од денот ми одзимаат за да се посветам на сам себе да си го дадам тоа, бенефитите ми се многу големи, стварно ме наградува назад. Така што, ете, тоа се стварите. Прекрасна тема, но сакам да те вратам на нешто што претходно го кажа, генерално да отворам темата за влијание на социјални медиуми, на тие што го гледаат тоа и на тие што ја создаваат содржината. Така да ти како некој кој ги имаш и двете, мислам дека си многу добар човек за разговор. Го спомна моментот кај што си правил содржина што другите ја сакале, иако веќе не си го чувствувал дека тоа треба да го правиш, ако добро те разберам. И сакам повеќе ми кажеш околу тоа, бидејќи имам чувство дека многу креатори тоа го прават. Значи имаат до степен кај што има една слика што воопште не се они, тука е само слика која е представена на интернет. И верувам дека ти си го имал во одреден момент тоа и можеби до ден денес го гледаш кај други луѓе создаватели на содржина на интернет, што можеби се дружиш, ги среќаш и така натаму. Сакам да ми кажеш повеќе околу тоа. Прво, твојот момент. Како е моментот кога си рекол, чекам, ова не ми исполнува, оваа содржина, иако може многу популарност да имам или многу пари да имам ова, но сепак нема да го направам тоа. И ајде од тоа да почнеме. Можеби како ти било во тој момент и како си го надминал тоа? Научив како да ги пуштам стварите. Научив дека ништо не е мое, дека се е наше и дека не е нешто што мене ме опишува како човек. Тоа што ме опишува како човек е мојата душа, моето тело, да речеме мојот ум. Не е тоа што јас го правам. Значи, јас не сум инфлуенсер, така, јас сум човек, јас сум душа. Јас сум душа во ова тело што има човечко искуство. Се останато се работи кои што ме опишуваат мене само во моментот. И проблемот е во тоа што не е толку проблем. Некој предизвик за
за пуштање на ствари да одат кога гледаш дека веќе не резонираат со тебе. И тоа се едни навики кои што луѓето сами си ги ствараат и кога се навикнати луѓето на тоа, не име толку, знаеш, бегање од комфорната зона име. Као не име веќе удобно да пробаат нешто ново, да почнат со нешто ново. Сега пали од почеток ќе почињам, што не е дека е нешто што го советувам као да ти цело време има и нови работи, пошто и тоа сум го искусил и тоа не ми се покажало као најдобро. Така што добрата работа што ми се покажала е стварно да бидам тоа што сум. Што и да сум, кога и да сум, е тоа да бидам. Да не се преправам дека сум нешто што не сум. И е ствар со која што се соочуваат многу уметници и општо контент креатори е, нели, опишени се по одредена ствар, тоа е тоа што им успева, тоа е тоа што им продава, реално од тоа живеат. И е, знаеш, заебана ствар кога ти на уметник ќе го ограничиш на една ствар, која ќе му забраниш да си ја ослободи душата, да креира како што сака, што сака. Стварно го ставаш во еден затвор или не го ставаш ти, мислам, никој не го става, сам се става. Јас сам сум се ставил у тој затвор, нели, дека нешто треба да правам. И како сум искочил од тоа? Како си искочил и зошто други се заглавени? И зашто се заглавени? Само да не се плашат. Пошто стравот е тоа што највеќе ги држи таму. Стравот од дали ќе успеат да заработуваат, од нешто наредно што ќе го прават, исто толку. Можеби се навикнати на удобноста која што им ја нудело тоа, пошто пример, ако убаво се задоволни да речеме од таа заработка, од тоа што го правеле, тогаш во моментот се исплашени дали ќе имаат истата заработка, или контент креатори, или уметници, ако станале премногу популарни со одредена ствар, дека уиднина ќе изгубат голем дел од публиката, што најверојатно е точно, ама може и да не е точно, може би ќе добијат многу повеќе публика и многу повеќе пари. Така што главното е да бидат своји, пошто нема да остане никој да проси под мостови ако биде тоа што е. Значи, само да си бидат свој и да бидат добри во тоа што го работат. Мислам дека тоа е начин да се излезе од таму, а како би биле добри, е со тоа што ќе се посветат на тоа што го сакаат. Пошто на што и да се посветиш, ќе станеш добар. Што и да е, кога и да е, каде и да е. Ја сум се затворил, сум бил во тој затвор, не било долго време, ама ми било интересно и на мене. Знаеш, ми било јако да анализирам, нели, бев така поише. Анализи, не бев толку да се отворам и да правам што и да се, као бев доста голем роб на тие алгоритми. Као им служев повеќе на алгоритмите, отколку што и служев на душата. И некако сакав да се тргнам од тие алгоритми, пошто веќе не ми беше потребно. Сфатив дека, чемал, за што добивам ја од ова? Сфатив дека ништо посебно не добивам. Дека дури и тоа што го добивам, како некој фидбек, да речеме, сум имал многу публика и окей, фала ви на сите, стварно, поштовање до сите што секад сте ме поддржувале, меѓутоа, ако не сум тоа јас, не барам, нема зашто ти да ме поддржуваш ако не сум тоа јас, као не ме поддржуваш мене, поддржуваш некоја верзија од мене што не сум јас и што ја правам неволно. Така што уметниците се заглавуваат таму пошто им е страв. Тоа е, стравот е тоа што ги држи у тој затвор. Друго што сега да те прашам околу тоа беше како си им влијал на луѓе, како си го гледал твоето влијание. Мислам, груб пример кажа прес како родител ти кажал депцу и пошто детето те гледа, тоа може би еден негативен, ама сигурно постоеле многу позитивни. И сега да те прашам твое искуство од тој аспект. Веројатно во еден момент си видел дека чекај, ова е моки, што јас го правам. Ова е влијание баш на, нели, инфлуенсер влијание и така натаму. И
Што си направил после околу тоа? Мене ми се полни душата, која ќе ми дојдат сега, значи, деца што се као нивните 20 претежно. Најчеста, така да речам, група на луѓе, у нивните 20 кои ќе ми дојдат. Иван, значи има од Иван со тебе израснав, ти благодарам што ми го направи детството, до Иван ти ми го спаси животот. Ја знам дека не сум пророк, Господ, не знам, гуру, така? Ама од друга страна, да, верувам, затоа што дури кога сум имал, јас си ги рангирам, да речам, може да си се деградирам со тоа што си ги рангирам голем дел од постарите видеа како не толку длабоки. Као доста биле, мислам, имало некоја длабочина во сето тоа. Сите тие искуства сум гледал, особено влогови која сум снимал, песни, да, песни окей, песните имале поголема длабочина, меѓутоа тоа е пак еден вид на уметност кој што пак на крајот секој си го толкува како што сака. Влоговите биле по на некој начин straight forward, да речам, ова ми е искуството, ова ми се дешава, вака го доживувам и доста хумор сум внесувал во сето тоа, доста едноставно позитива, така, као позитивен човек бев. Сум бил позитивен, негативен, не сум бил, многу ретко сум бил негативен, не сум сакал негативно да влијам, сега не сум ни позитивен, ни негативен, сега сум неутрален. Меѓутоа, таа позитива која што сум ја внесувал, да, тоа беше, да ти ми го спаси животот, ме излечи од депресија. Фака, бе, тоа е тежок збор е депресија, као тешка состојба е депресија, као не е заебанција. И деме као добро, како сега не сум разговарал со сите, ама со некои што сум гледал дека се така поотворени, што сакаат поише да се отворат поранливи, као сум правил муабет као добро, како? Како ти излечи? Па така, како се осеќав депресивно, само ќе ги пуштев твоите видеа и твоите песни и само боле ќе ми станеш. Река, окей, мило ми е што сум го постигнал тоа и претежно сум гледал, значи сега се запознавам со многу голем број од тие луѓе затоа што ипак живеам тука се уште во Скопје и ги гледам луѓето кои што ме гледале, мислам и каде и да отидам у било кој град у Македонија. Секојаш има по некој што ќе ме познае, што ќе ме поздрави, што ќе ме испоштува. И се запознавам со голем дел од тие луѓе, пошто не сакам да бидам као, да, ти само сликај се сега со мене, пошто некако, знаеш, ќе застане некој ќе се слика и малку се осеќам искористено, искрено да ти кажам. Кога ќе застане некој да ми направи муабет со надеж дека сум во добра состојба да правам муабет во тој момент, пошто некад сум си у свој процес, нели, јас сум човек, али кога сум во можност, помило ми е да направам муабет со некој човек и да видам како јас сум влијал на тој човек во неговото растење. Пошто биле тоа претежно, да речеме, тогаш или деца кои што се сеа тинејџери или тинејџери кои што се сеа повозрасни адолесценти. И јас вака решио колку сум задоволен од моето онлайн воспитување, онлайн предавање, учење на што и да сум правил онлайн. Јас сум многу задоволен од какви луѓе имаат испаднато, во какви луѓе имаат прераснато тие деца кои што се угледувале на мене. Дури од периодот кога сум бил вулгарен, знаеш, тогаш сум бил вулгарен и они биле вулгарни и заради тоа, нели, ти кажав, родителите приметиле дека нешто не чини нив. Дека од каде го учат ова и дознале дека од мене го учат тоа. Меѓутоа, не е дека они учеле во тој период само од мене и само се закачиле на тие учења, туку едноставно тоа се луѓе кои што растеле заедно со мене. И како што јас сум растел, и они растеле заедно со мене. Сега, не дека, да не испаднам дека, они мене ме следат, само ја Исус, они апостолите, многу идиотски така да се доживее тоа. Меѓутоа, се зимале доста примери, знаеш, едноставно сум пробувал, баш затоа што сум пробувал да не сум го ни пробувал тука, едноставно сум бил таков човек кој што сака да е меѓу луѓето цело време, не да бидам над, да мене ме гледаат, туку да бидеме заедно во ова. И
заради тоа се осеќам дека така некако растеле заедно со мене. И ден денес ќе запознам дури мали деца, дека 16, 17 години, 15 години, што гледам дека ги делат истите мислења со мене, сегашни мислења. Значи не од тогашниот Иван што научиле као они кои имале, не знам, 6 години, пошто као пред 10 години да речеме ме гледале. Не од тогашниот Иван, туку од сегашниот Иван, што не се ни некои што ме следат нешто како многу активно, дека они се обседнати со мене, па сакаат да бидат како мене, дека ми се стенови, најверни фанови, туку едноставно тоа што треба да дојде до нив доаѓа. И не е дека доаѓа само од мене, туку кога на некој начин сум осетил дека кога ќе го видат во мене, добиваат некоја афирмација дека тоа што го прават е на некој начин окей. Затоа што има многу луѓе кои што се срамат од тоа што се и бараат некоја афирмација и многу често таа афирмација бараат на интернет баш пошто се срамат лично да ја зборуваат со било кој пошто осеќаат дека ќе бидат осудени од некој друг. И ја доста често знам да опфатам некои така што се по невообичаени, еве, не мора ни да се табу теми, што често се и табу теми, ама невообичаени теми и затоа што сум доста ранлив, сум доста отворен, луѓето се осеќаат доста блиски со мене и сваќаат дека не се толку fucked up они, дека еј па чекај бе, Иван, дури Иван, ова му се дешава, као не ми се дешава само на мене, дури и на Иван му се дешава и некако успеваат да се опуштат и да разговараат полека и со други луѓе. Првин само на мене ми се обраќаат кога е нешто ептен табу, првин само на мене ми се обраќаат пошто немаат со кој да ја разговараат таа тема затоа што можеби во минатото биле исмевани дали за истата, дали за слични теми. И сега кога ќе се опуштат со мене, па ќе се опуштат полека и со другари, кога ќе видат дека ајде Иван ова го прави, една група на луѓе, 2-3 другари да се е доволно да, сега ја не знам што тачно се дешава во нивните друштва, мислам и немам на тој начин влезено, ама претпоставувам дека така се гради таа една заедница која што не е моја заедница, туку се само мои искуства кои што ги споделувам и се теми кои што сакам да ги разговарам, што не мислам дека се срамота да се зборуваат. Сега ти се заблагодарам што го правиш тоа, биејќи тоа е огромна услуга за луѓето во Македонија и делумно зашто и го правам овој подкаст и целиот канал, за да можат луѓето да се окуражат да зборат со самите себе си. Пошто инаку, како што и самиот кажа, се наоѓаат во друштво во кој друштвото не е, не знам, ќе споделиш некоја работа, аве не зборе глупости. И на крајот луѓето не си зборат со самите себе си. Се вратам на тебе, не сакам да бидам тие водители што зборат многу на своји. Не, зашо дај малку интеракција. Сега да прашам повеќе за луѓето што те среќаваат, ме интересира повеќе примери, што ти кажуваат, како им влијаш, како и ти и тебе да ги слушаш сите тие работи, ама кажи ми повеќе примери. Сеќам дека има. Малце нели зборнавме во камера дека се осеќаат како да ме знаат. Значи они мене ме знаат и се осеќаат како да сме се дружеле со години, а ја нив не ги знам. Што ја веќе сум и навикнат на сето тоа, не ми е проблем да го осетам човекот многу лесно, затоа што сум отворен човек и не избегавам ни физикал контакт. Знам дека додека сум со отворена душа, дека кога ќе пристапам, на никој ништо не може да му наштетам, нема никого да исплашам, али знаат се, доаѓаат некогаш на мене ми е too much, некогаш можам, некогаш не можам. Кога не можам, гледам да сум и ја искрен на најнежен начин што можам, пошто нели, јас сум човек, ако сум си у свој процес, ако нешто друго сакам да правам или ако сега има некој што стварно доаѓаат и сакаат се толку да знаат за мене. Иако јас сум oversharer, као премногу споделувам, дури што некад ми е на мене лично проблем, што си е моја ствар што треба да си ја решам. Као не само на интернет, туку и као вака приватно со луѓе, некад споделувам работи што ми се доста приватни и некад си ја надминувам таа некоја интимна граница, али знаеш, од толку што знаат, сакаат уште толку повеќе да знаат и некогаш и се осеќам и нападнато.
Знаеш, не нападнато како да ме напаѓаат луѓе дека ти кажа вака туку нападнато за дека уште повеќе сакаат да земат од мене, да исцрпат и кога ќе го почувствувам тоа дека некој само сака да земе, само се осеќа. И едноставно гледам да се дистанцирам, као со цела почит да се оттргнам од таа ситуација, пошто не ми е ни мене толку пријатно сега да бидам у било каква интеракција. Али дефинитивно секој која ќе ме испоштува, која ќе ми каже дека ме знае од негде, било од каде и да е, поише го поштувам тоа, него ли да седи цел да сум отишол на некој евент и да седи само да ме зјапа и да збори за мене или било што, знам дека сум нешто на некој начин во животот. Знаеш, најдобар комплимент што сум го добивал, доста често сум го добивал тој комплимент, е кога некој ќе ме запознае во живо, ме знаел пред тоа од интернет, кога некој ме запознае во живо, ми кажувале, ти си ист каков што си на интернет. Тоа ми било најголем комплимент и ден денес ми е најголем комплимент, затоа што стварно тоа сум сакал да го постигнам. Сум сакал да бидам јас, автентично, вистина тоа што сум, да го дам, значи дури кога не се работи за, содржина или влог или споделување на реални ситуации од животот, дури кога се работи за уметничко дело, дали е песна, дали е спот, дали е некад правам некои по-креативни видеа или било што, гледам пак да е нешто стварно од душа, кое што ако го видиш тоа и ако ме запознаеш во живо, ќе речеш да, стварно ти си го направил тоа, стварно е тоа твое дело. Така што, таа цел ми е остварена, и уште ја остварувам, ongoing процес ја остварувам таа цел и сакам да... Тоа е нешто у мене што не сакам да се промени, само да се надоградува во истата таа насока. Мислам дека таа насока и самиот подкаст и нешто што следно сакам да те прашам. Со Кике што го имате направено Love Making Sense. Love makes sense. Добро. Either way. Love makes sense. Прво е прекрасна работа, затоа што можеби не знае публиката, тоа се интимни разговори кои ги имате помеѓу себе, едноставно сте ги снимиле и се на интернет. Ако добро ја представувам. И она што е преубаво околу тоа што навистина ранливост. Навистина нешто содржина што е ранлива и што верувам дека им помага на врски и општо индивидуи во Македонија. Така да фала ти за тоа и честитки за тоа. Од како излеза тој проект да го правите? Па, углавном, значи, како што кажа, повеќе или помалку, како што го представи, дека тоа ни се снимени разговори, кои што подоцна се објавени како во форма на подкаст. Нели све е сега подкаст. Беше како првично приватни разговори, кои што ние сами си ги водевме, кои што ни беа разговори кои што сметам дека секој пар, и дури да не е она најљубовен како во брачна или љубовна врска, таква заедница, дури и да се другари или каква и да е врската, дека тоа е начинот таа врска да расте. Дека преку тие разговори, едноставно кога ќе почнува, многу често сите разговори почнуваат од нешто површно, па понатака се навлага подлабоко и колку ќе си дозволат двајцата да одат длабоко во сето тоа. И почна како, разговор помеѓу нас двајца сами, а подоцна сме ги имале доста од тие интеракции кога сме биле и во присуство на други луѓе. И многу често луѓе како само што не слушале од страна како комуницираме, ни се заблагодарувале за тоа што успевале да се пронајдат во сето тоа и да си ги решат нивните потешкоти, да речам, у нивната врска. И бевме као, добро, окей, ајде, чим помагаме на луѓе, дај да помогнеме на луѓе, као да го даеме ова. Зашто е нешто кое што знаеме, барем дека, не знаеме,
ние сме го сетиле дека стварно ни функционира врската доста добро и кога и други луѓе ни го потврдиле тоа, дека ни функционира врската добро и дека дури земале примери од сето тоа за нивната врска, едно делче, мало делче да имаш што ќе резонира со тебе и со твојата ситуација, си го зимаш и си го разработуваш, као на некојаш ни е толку доволно да видиш некоја ствар која што ќе те инспирира за да правиш нешто сасвим друго. Као сите можни работи basically што ги правам во животот, кога ќе почна менна работа да правам и доаѓа до нешто сасвим друго што ќе испадне некое многу големо и важно дело за самиот себе или некоја важна работа што сум ја направил во животот што ме одвела до битно место. И Love Makes Sense како подкаст почна као okay, let's just do it. Као не знам како, као немаме 3 камери, ќе ставиме една камера и како ќе го направиме подинамично, да ни биде секој на различна локација. Така, тоа е некој, креативниот дел да речам во сето тоа, на некоја различна локација да биде и да ако се движиме не мора да биде со седење, може да биде со шетање. И зошто одлучивме да го правиме така не беше као ај само да внесеме нешто ново што е невидено, туку баш беше тоа што ние го правевме. Ќе отидевме на некое место и ќе разговаравме на тоа место на такви теми и целата разлика беше тоа што онамо има камера и тука има микрофони. Тоа беше целата разлика, така што сите тие, така што технички кој што кажа, се најнормални разговори помеѓу нас двајцата, кои што најчесто и ние не знаеме каде ќе одведат и некојаш биле и стварно снимени видеа кои што сме виделе дека окей, нема ништо посебно во ова, не ни мора да се објавува, ни било битно за нас во моментот да си го имаме, јас имам и во Волт си чувам премногу видеа, премногу песни кои што се снимени, кои што никад не се едитирани или пак се едитирани, ама не се објавени. Едноставно тој начин, тој лајфстайл што го имаме на документирање на животот и дали е преку видеа, нели спомнав као можда некаде voice recording, можда некаде само journaling, тој лајфстайл на документирање на животот ни дава многу поголема една свесност за и присутност во моментот и дека ништо не поминало бесцелно. Као ни дава некоја дополнително значење, као дополнителна вредност на се што сме искусиле. Така што конкретно за Love Makes Sense е ствар што сум добивал исто многу такви heartfelt пораки и онлайн пораки и во живо пораки, као дека стварно помага на луѓе, окей, срање во работи. Така што работи за тоа што не го форсираме. Гледаме да не форсираме као ајде мора тука сега за секоја недела да има епизода. Вид на дисциплина, меѓутоа гледаме претежно да се осеќаме. Као кога ќе осетиме, да го снимиме, кога ќе имаме дали одреден конфликт, ќе го снимиме, дали сме надминале некој конфликт. И претежно се работи кои што сме ги надминале и начинот на кој што сме ги надминале. Затоа што секоја врска си има потешкоти, си има успони, падови, си бранува. Нема никоја не е нагорна линија, никоја не е права линија, не е ни надолна линија, додека се движи, додека има динамика, ќе има промени, ќе има варијации и во една врска, а и во една индивидуа. И верувам дека тоа се разговорите, да речем, кои што не довеле до некој раст, да пораснеме во нешто заедничко. Добре, кажи ми, како е ова, пошто многу интересно, ти на некој начин си пораснал на интернет. Многу од работите што си ги правил, си ги објавувал. Во одреден момент сега веќе и врска да ви е на интернет. Така, на некоја форма на Truman Show сами себе што сте го направиле. И сега, знаеш што ме интересира? Не знам дали би можел да ми го одговориш, ама како е да си од таа страна? На таа страна на екранот? Да. Како е да живееш на интернет, ајде, условно кажано, и да имаш таа врска што е јавна на интернет? Тој Truman Show,
Што го спомна, знаеш дека дури некад сум се осетил дека не ми е доволно. Као не, ова не беше снимено. Така што сум бил и во такви моменти, сум се осеќал дека сум доста зависен од снимање. Така што сум поминал и низ таков процес кај што требало да се одвикнувам од снимање, кај што сум сакал се да биде снимено, се да биде запишано некаде, документирано, да можам јас отпосле да се видам како сум изгледал или што сум зборел, какви мисли сум имал, затоа што на некои ствари им се навраќам после година, две, збора ми не само што се објавени, пошто ти викам и доста само за сам себе си се снимам, за да сам си рефлектнам на сето тоа. Така што тие ствари што ги објавувам се ствари што сметам дека се окей да се објават. Не е ни све окей да се објави, не е толку, не ми се ни сите работи толку издискутирани со сам себе. Некад ќе си снимам некое видео за да си комуницирам со сам себе, за да си комуницирам за година дена со Иван пред година дена и кога ќе осетам, пошто тоа се најобични видеа може да се, не мора ништо да е, може стварно само телефонот ќе го земам, ќе се снимам и некад тоа да осетам дека ова луѓето треба да го знаат. Ќе го дам for free за кои да се пронајде. Меѓутоа некои видеа ќе си ги изгледам и ќе сфатам дека окей, ова не ми е решено со сам себе, нема зашто да го објавувам. Така што не е до толку Truman Show, не го гледа секој дел од мојот живот. Како живеам со тоа, едноставно е валјда некој вид на лајфстайл е што знам, не ми било, ти викам уште од мал сум осетил некој повик да си ја отворам таа пета чакра и да имам желба и потреба да се изразувам, да бидам чуен. Дали ќе бидам разбран, не е многу релевантно. Меѓутоа да бидам чуен за кој и да сака да го пронајде тоа, за кој да сака да се пронајде во тоа, да биде достапно за секој. Има ли нешто што сакаш луѓето да го знаат за тебе, но сепак не си го кажал некогаш? Па доста од стварите ги кажав сега. Што знам, тоа се само ствари можда кои што не сум нашол начин да ги кажам. Пошто има доста ствари. Да, има дефинитивно доста ствари кои што не сум нашол начин затоа што знаеш, треба некогаш да си малце по-нежен кога се обраќаш на други луѓе. Некад гледам барем јас, нема што треба, што не треба, ништо не треба. Јас си гледам што би било најболje за мене. И сега искрено да, гледам некад да не бидам cancelled за џабе, затоа што знам некад да имам доста контраверзни ставови на одредени теми и кога не успевам да најдам некој нежен начин да го пренесам сето тоа, понекогаш одбирам да бидам silent, зашто знам дека не би сакал во луѓето да пробудам некој гнев без не осеќам потреба од тоа. Што знам дека нема да бидам јас виновен за тоа, затоа што јас сум само огледало. Значи порано сум правил така работи за другите луѓе, тоа што го барале, Иван снимај вакви видеа, добро ќе снимам такви видеа за ја да имам views, спонзори или не знам што. Порано сум го правил тоа, сега правам работи за себе, другите луѓе само се гледаат себе во мене. И така што не би можел јас некако да им наштетам, тоа би било само доколку сами си се пронајдат во нешто и да им отворам, јас да им отворам можда со тоа што ќе го кажам одредени рани кои што на нив им се нерешени ствари. Што и на мене ми се дешава некад кога ќе чујам, видам нешто од некого, знам какви да тие работи, као знае да ме тригерне. Што се поретко се дешава тоа затоа што ми е свесноста на повисоко ниво и не ги зијам толку здраво за готово сите работи, пошто знам дека секој си поминува низ одредено искуство, некад јас не сум на нечи левел достигнат и едноставно не можам да разберам некои ствари, као окей, не знам што збори човеков,
али окей, тоа е тоа. Така што ме праша ова за да споделам тука некои работи што сакам луѓето да ги знаат Не за мора да мене. се драматични, не мислев од жолта штампа, или општо, не знам, дел од себе си што можеби не си го прикажал, а можеби си сакал да го направиш тоа претходно. Или можеби луѓе имаат слика за тебе, ненамерно си ја создал таа слика за тебе, постои, но ти често пати знаеш да си кажеш, чекај, ова не сум јас, ама не можам да ги убедам луѓето дека ова не сум јас. Тоа ми има ставено во доста моменти на анксиозност, баш тоа, што ќе представам одреден дел од мене и кога некој тоа ќе го види на интернет, одма ме опишува со тоа што јас сум го споделил. А тоа е само еден дел од мене, една десетина, можеби една стотина од мене што тоа сум го споделил. И сега кога ќе каже као кој е Иван? Аха, Иван со дредовите. Као да, дредовите се само еден мал дел од мене. И неколку работи што ќе ги споделам поврзуваат само луѓето и така ги лепат тие етикети. Што технички можда и јас сум си ги залепил тие етикети затоа што нели така сум се представил, меѓутоа повторно не сум само тоа. Сум многу повеќе од тоа. И си имам најдено во една таква ситуација кај што чекај, ама не, стои, чекај и ова. Не го знаеш ова за мене, да кажам и ова, као не ме поистоветувај само со тоа. И после одредено време сфатив дека тоа нема крај, дека за секогаш ќе има работи кои што не ми се искажани за сам себе и не можам секогаш да ги кажам сите работи и нема потреба да ги кажам сите работи. И онака секој човек што дали ќе ме види на интернет или ќе ме запознае уживо, ќе си има одредена слика за мене, одредено мислење за мене и јас ќе бидам едноставно таа верзија на Иван за тој човек. За мене ќе си бидам една верзија, за тебе ќе бидам друга верзија, за кој да е. И за секогаш ќе би бил само заглавен во тој луп да споделувам работи кои што дополнително ме опишуваат мене. Така што гледам, знаеш, дали има нови работи, гледам цело време јас да си бидам тоа што сум, да си ги споделувам колку што имам можност, колку што имам време, колку што имам желба, мотивација, дисциплина, креација, желба за креирање, за уметност. Меѓутоа гледам да си дадам тоа што ми го бара душава. Значи ако е тоа уметност, да си ја давам таа уметност, да често сум знаел да или да хефеснам работи, да не ги направам целосно, да не се вложам целосно во работите, или сум знаел да откажам ствари кои што сум сакал да ги направам само затоа што сум прокрастинейтал или не сум имал доволно храброст да ги направам. Така што само ми било можда криво во еден момент, ама сум сфатил дека не можам да живеам со тоа и дека мора да го исчистам. Така што највеќе преку медитација, преку јога сум ги чистел тие работи, сум успевал да ги пуштам да одат, ако веќе нема поента да седат у мене затоа што као, не знам, рецимо сум сакал да снимам некој спот и сум договарал луѓе, сум барал кој ќе го сценира, кој ќе го режира, јас да давам од мене што ќе направам и само не испаднало. Тоа ако не испаднало. И сега порано сум ги чувал тие, ама некад ќе го направам. И за седело година, 2, 3, 4. И сваќам дека само ми одзима дел од цела моја психа, ми одзима дел од психата, дел од присутноста, дека некогаш тоа ми стои таму како во некој фолдер, дел од меморијата баш. И додека не го исчистам ја сето тоа, дека окей, нема потреба да се прави, сум сакал тогаш, не сум го направил, тераме дале. Така што сите работи што не сум ги споделил, голем дел од тие работи што не сум ги споделил, веќе не сум јас. Така што нема зашто да ми е криво. Се што треба да споделувам. Можда и работите што сега сакам да ги споделам, а не ги споделувам, можда не ни треба да ги споделам. Пошто има многу работи ми се дешаваат во животот и едноставно гледам да ги постигнам тие кои што највеќе ме интересираат, највеќе се залагам за нив. Така што сега сум тука, што значи ова ми е многу важно. И фала ти што го правиш ова стварно. Фала ти на тебе што дојде.
Мораме негде да го завршиме ова. Нема шанси. Да те гледам од преска, дзиркаш малце вака. Мислам дека може уште многу да разговараме, ама пак, знаеш, да го држиме некоја рамка што некој би го кликнал. Скоро се не знам колку време сме до сега, така што слободно. Кој ќе ги затвориш братите, кој ќе ме испратиш, што јаш? Жал ми е, вака, со соза на очите ќе мора да го затвориме. Не. Секако си имаме муабети, може и тоа ќе се појави некоја идна форма. Фала ти многу што беше гостин. Сорно не знам како да ги затварам најчесто епизоди, така да фала ти што еднаш и тоа е тоа. Сакаш нешто кажа за крај? Фала ти. Аха, да! Нешто што немам кажано. Ништо, фала ти на мајчината душица, на водичка, на убава атмосфера. Фала ти и мора да те пофалам дека многу добро знаеш да изслушаш, што ми била ствар што тоа знаело доста да ме тригерне, да кога не сум доволно изслушан целосно до крај, што сигурно ми се некои трауми од детството што ми се пренесени. Али еве си ги работам, пошто тоа што не го спомнав, сум инструктор за семејни констелации, тоа исто го завршив годинава, што исто еден вид на терапевт, исто како и кунделиниот учител. Али ќе мора да го оставиме за некој друг пат тоа. Така што фала ти многу. Фала ти на тебе. Си благодаривме, да се гушнеме. Не знам да кај снимаат камери, ама еве да те гушнам сакам. Па пријатели, се надевам дека уживавте во оваа епизода. Ме интересира ваше мислење, пишете го коментарот што највеќе ви се допадне и како направи оваа епизода да се почувствувате. Наредна ќе има за 1 месец, сега сакам да ви кажеме на тајна. На копчето што е subscribe, навистина не се плаќа ако кликнете. Се зезам, како сакате, но навистина со тоа ќе поддржите овој канал, посебно ако кликнете на звончето ќе можете полесно да ја видите наредната епизода. Се гледаме за 1 месец.